Истрагата во Кочани не е завршена и во неа можно е да бидат опфатени и полициски службеници. Ова го истакна министерот Панче Тошковски, кој рече дека веќе за 7 припадници на полицијата се поднесени кривични пријави, но не прецизираше за кои точно се работи, односно дали во нив има и одговорни лица. До сега се поднесени 7 кривични е поднесена кривична пријава против 7 полициски службеници. До сега, заклучно до вчера. Против 7 полициски службеници. Може би во текот на наредниот период ќе имаме и други полициски службеници кои ќе бидат предмет на отпочнување на истрага. Истрагата не е завршена. Истрагата може да бидат опфатени. Не е завршена за секој еден, за кој што ќе се најде доказ дека е причинско-последично поврзан со предметниот кривично правен настан од аспект на исполнување на елементи на конкретно кривично дело, ќе биде соодветно процесиран. Во меѓувреме, пратеничката група на Левица до Собранието поднесува иницијатива за интерпелација за министерот во врска со трагедијата во Кочани. Интерпелацијата ни е базирана, темелена на 10 основи, од кои 5 се директно поврзани со трагичниот настан во Кочани. Првиот основ е немањето никаква контрола врз дискотеката Пулс, што е изричито законска обврска на Министерството за внатрешни работи. Ова е втора интерпелација за Тошковски. Првата беше поднесена од пратеничката група на Европскиот фронт по случувањето за време на прославата на Денот на албанското знаме, а која не доби поддршка не само од мнозинството, туку за неа не гласаа ниту од СДСМ.